Во последните недели на македонската јавна сцена, едно од најслушаните имења е името на Џорџ Сорос, поточно на неговата фондација. Цела една мрежа на невладени организации се поврзува со оваа фондација и случајно или не, сите тие имаат една иста цел, а тоа е спротивставување, односно рушење на актуелната власт. Но Џорџ Сорос во Македонија не е присутен само последните неколку недели. Тој со неговата фондација е тука, уште од 1992 година, што значи уште од самостојноста, и во нашата земја има потрошено 120 милиони долари. Поради тоа сосем е нормално секој еден граѓанин да се запраша кој интересот на Сорос во малата Македонија да биде присутен уште од незината независност и да потроши толку пари. Официјално Сорос е тука за да помогне нашето општество од комунистичко и затворено да постане демократско и отворено. Тој таквата своја мисија ја има и во 50 други држави кои претходно имале тоталитарна власт. Но кој е Џорџ Сорос? Нееврејски евреин, како што го нарекува еден еврејски весник од Њујорк, роден е во Будимпешта во 1930 година. Тој има 14 години кога нацистите завладуваат со Будимпешта, бидејќи бил внук на унгарски политичар кој го надгледувал одземањето на имотот на евреите. Тој ја избегнува судбината на многу тогашни евреи. По војната се сели во Лондон, каде го завршува своето образование. Во Лондон, под влијание на филозофот Карл Попер, ја прифаќа идејата за отворено општество. Во 1956 година се преселува во Њујорк, каде што работи на берза. По известно истражување на разликата помеѓу лондонскиот и њујоршкиот пазар, во 60-тите влегува во светот на финансиско инвестирање, познато уште како хедж фондови, кои се достапни само на богатите инвеститори и големи корпорации. Тој прв ги открива бескрајните можности за богатење преку манипулирање со хедж фондовите, што му донесува огромна заработка и пристап до светскиот пазар на пари. За едни, тој е доброчинител, а според други совршен спекулант, кој бркајќи го својот интерес допринел многу земји да доживеат дестабилизација. Според некои конспиративни теории, тој е масон, директно поврзан со фамилијата Ротшилд и член на светската влада во сенка. Наоружан со неколку милиарди долари, тој успева да ги сруши владите во неколку земји, каде што не може да ги спроведе своите цели. Како например владите во Полска, Украина, Чешка, Србија. Според истите теории се обидел да ги сруши владите и во Русија и Кина, ама не успел бидејќи тоа било голем залак. А во последно време се споменува и Хрватска. Овие теории на заговор, првиот човек на Сорос фондацијата во нашата земја Владимир Милчин, при гостувањето во емисијата кај Оливера Трајковска ги оцени како смешни. Така што имам впечаток дека тука има навистина дел од оно што би го нарекол постојана обседнатост од теории на заговори. Дека некој со 2,5 милиона евра може да обори режим, а мислам дека пред затворањето фондацијата во Хрватска имаше толкав буџет годишен, тоа е смешна приказна. Па секој дури и ситен тајкун во овие простори располага со многу повеќе пари. Една од последните кампањи поддржани од Сорос со неколку милиони долари е кампањата за легализација на марихуаната во Калифорнија. Кај нас оваа фондација се уште не поддржува вакви кампањи. Она што официјално е нејзин приоритет е забрзување на пристапувањето на Македонија во ЕУ, интеграција на ромите и поттикнување на граѓанското учество и активизам. Како што е наведено, еден од нивните приоритети е враќањето на владата на патот кон ЕУ. Но овој приоритет, според тврдењето на партијата ВМРО-ДПМН, е всушност само изговор за вистинската цел, а таа е директно рушење на владата. Во прилог на ваквото тврдење оди и последната афера Надеж, каде што словенечките експерти го насочуваат тогашниот претседател Бранко Црвенковски да земе пари од Сорос и со тие пари да финансира невладени организации. Во PR стратегијата се предлага формирање на граѓанска проевропска иницијатива, Збор за европску будуćност Македонија, антифашистичко собрание СОБИР и Сдружение Побуна младих. ВМРО-ДПМН обвини дека токму преку овие предлози за организации се поставени темелите за движењето ГЕМ, како и на Архибригада, Плоштадот Слобода или Распејани Скопјани. Црвенковски отфрли дека имале земено било какви пари од Сорос за формирање на невладени организации, но сепак истакна дека тој без никакви предрасуди би соработувал со било кого само да се сруши оваа ненародна власт. Никакви предрасуди, никакви нелагодности, никакви хипотеки не чувствуваме. Во овој период и во наредниот период нема да чувствуваме. Да оствариме соработка со секој во оваа држава кој што сака да даде поддршка на политиката што ја застапуваме и кој што е спремен да се спротивстави на погубната политика на Грузија. Невладин сектор, да, цивилен сектор, да. Медиуми кои што сакаат тоа да го помогнат, да. Индивидуалци, интелектуалци, да.
Но подоцна политичката партија ВМРО-ДПМН излезе со податоци за неколку невладини организации во кои основачите или членовите на тие партии на некој начин се поврзани со Сорос и Социјалдемократскиот сојуз, како невладината организација Плоштад Слобода. Првиот братучет на Радмила Шекеринска Никола Наумовски, родената ќерка на Ѓунер Исмаил Сонја Исмаил Ѓунер Исмаилина, која е поранешен министер по повеќе влади на Црвенковски, актуелен член на дипломатскиот совет на СДСМ. Синот на Ацо Капрамов, кој е главен и одговорен уредник на Алфа телевизија, Марко Капрамов, а знаете Ацо Капрамов е и кум на Љубомир Фрчковски. Никола Гелевски, човек од доверба на Владимир Милчин, инаку еден од раководните лица на Граѓани за Европска Македонија. Слично нешто се случувало и со организацијата Македонски центар за европско образование, и во оваа организација членовите и оснивачите биле на некој начин поврзани со СДСМ и биле на платниот список на Сорос. Факт број 1. Еден од основачите на оваа организација е родената сестра на Радмила Шекеринска, Лилјана Шекеринска Ѓорџевиќ. Факт број 2. Сестрата на Радмила Шекеринска долго време беше вработена во фондацијата Сорос Македонија. Факт број 3. Фани Карамфилова Пановска е програмски директор на Сорос Македонија, исто така е основач на квазиневладината организација Македонски центар за европско образование. Но не само за невладини организации, според вестникот Бизнис, фондацијата Сорос давала пари и на новинари, кои исто така по некоја случајност се критички настроени кон власта. Во програмата наменета за секторот медиуми од Сорос за 2010 година биле издвоени над 150.000 евра. Најголем дел од овие пари добива телевизиските емисии, посветени на Европа сега, главно водени од новинарот Борјан Јовановски, зашто според Бизнис, тој и неговата телевизиска станица добива 37.000 евра годишно. Бизнис исто така пишува дека најголемиот дел од средствата, односно 310.000 евра за оваа година, биле дадени на новинари кои ја формира иницијативата ГЕМ, Граѓани за Европска Македонија, предводени од Владимир Милчин, а во која учествуваат и Бранко Геровски, Никола Гелевски и Жарко Трајановски. ГЕМ била формирана во рамките на подпрограмата на ФИОМ. Весникот наведува дека не е познато по кои критериуми тие се избираат. Точната вистина, која е во право, како и во секоја друга ситуација, така и во оваа, не се знае во целост. Но едно се знае, а тоа дека случајно или не, Социјалдемократскиот сојуз и Сорос во Македонија имаат една иста цел, а таа е рушење на сегашната влада и влез во Европската унија по било која цена, па макар било тоа и името. Но останува неодговорено прашањето дали некој ги троши парите на Сорос за да дојде на власт или Сорос троши некои македонски партии за да во Македонија ги постигне своите цели.